Ова е за нас голем ден. Денеска започнуваме еден од многу важни проекти кои што се однесуваат на иднината, на младите луѓе, на спортот, на здравиот живот, и задоволството ми е поголемо што тоа го правиме денеска токму од општина Тетово. Започнуваме еден проект на изградба на 14 затворени спортски базени кој што ќе се реализира во две фази: проект на Агенцијата на млади и спорт, проект на владата. Првата фаза е предвидена да се изградат 6 затворени базени, и тоа во Тетово, во Кичево, во Битола, Штип, Кицела Вода и Ѓорче Петров. И денеска стартуваме со почетокот на градба во Тетово. Се надевам дека наредните денови сите од овие општини ќе бидат подготвени заедно со изведувачите да ги започнеме градбите и таму, и на тој начин да започне или да стартува реализацијата на првата фаза, додека во втората фаза имаме уште 8 спортски базени. Ова влада покажа дека важно место зазема спортот на агендата на владата, покажа дека мора да вложуваме во навиките на децата, во навиките на младите луѓе да се занимаваат со спорт, да имаме здрав живот, затоа што нема повредно нешто од здравието и од животот на граѓаните. Посебно сум горд што направивме се за да вложуваме во спортот преку така наречениот ваучерски систем, со тоа што воведовме физичко образование од прво деление, со посебен наставник кој што тоа ќе го прави. Тоа покажува само за намерите, меѓутоа и за добрите идеи кои што ги има и Агенцијата за млади и спорт и владата во однос на тоа што треба да правиме со нашите идни генерации. Јас очекувам дека проектот ќе заврши во предвидените рокови. Подобро би било тоа да го направиме и малку пред рокот, заради тоа што колку што е можно побрзо да се стават во функција овие базени или сите проекти кои што се од интерес на граѓаните, толку е подобро и за развој на државата. Сакам да се заблагодарам на директорот на Агенцијата за млади и спорт, на неговиот тим, за ангажманот кој што го има за да можеме да дојдеме до реализација на овој проект, да се заблагодарам на градоначалникот на општина Тетово, Теута Арифи, на нејзиниот тим за локацијата, за издавањето на дозволата, на сите кои што се вклучија во реализацијата на овој проект. Ви благодарам и на вас, медиумите, заради тоа што без вас нема добра промоција на сите овие политики кои што ги имаме, кога посебно на оние кои што се однесуваат за иднината и за младите генерации на Македонија. Уште еднаш нека е честито, нека е среќно се она што го започнуваме, и да имаме што е можно повеќе проекти кои што представуваат интерес на граѓаните и создавање на поинакви можности, поинакви вредности во нашето македонско општество. Благодарам.